Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Оваа емисија ја посветуваме на Свети Климент Охридски. По тој повод, мој гостин е професорот Александар Атанасовски, редовен професор при Филозофскиот факултет на УКИМ. Професор Александар, добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Имаме убава тема за разговор. Утре одбележуваме значаен ден, Свети Климент Охридски. И за нас, македонците, Свети Климент е значаен и како историска личност, но и како духовна, но и културна личност, која што има свое влијание на нашиот македонски идентитет. Па, да почнеме од најосновното. Кој е Климент? Сестрна личност, добро рековте. Човек кој што се прояви во многу дејности, и во мисионерската, и во политичката, и во црковната, и во просветната. На прашањето кој е Климент, многумина се обидувале да дадат одговор, се сведува на предпоставки. Во едно сите се сложуваат, скоро сите, дека тој потекнува од онаа словенско кнежество што од 10 години го управувал неговиот учител Методи. Некаде од средината на 40-тите до средината на 50-тите години на 9-тиот век, значи 845-855 година. Сега, бидејќи и местоположбата на тоа кнежество е проблематична, се уште не е точно утврдена, барем 75% од истражувачите сметат дека тоа е во Македонија, во пограничните области со Бугарија, значи по течението на реката Струма и Брегалница, реките, значи треба да се затвори продорот на бугарите кон Македонија, и дека од тие тука области потекнува и Климент. Единствено со таа теорија не се слагаат бугарските историчари, тие словенското кнежество на Методи го барат во Мала Азија. И дека тој таму бил учител, што нема никаква логика, точно има иселувани словени од Македонија во Мала Азија, а од него поврзуваат со тоа што Методи се повлекол во Полихрон, манастирот во Малоазискиот Олимп, но убаво стои дека кога се повлекол од кнежеството, напуштил род, отечество. Отечество. Значи, Византија е него Полихрон е во рамките на Византија. Значи, он не ја напуштил Византија. Он ја напуштил Македонија. Значи, неговото отечество е овде родниот крај во Македонија. Дека не се бугари, тоа сведочи оние житијата што ги имаме денеска, за жал тие се постари преписи, преписи настанати во крајот на 12-13 век, веќе кога постои Второто бугарско царство, кога ситуацијата овде сосема друга, и тие житија се конципирани од охридските архиепископи, од Теофилакт Охридски и од после него, нели, Хоматијан, бидејќи тие се во титулата архиепископ на Јустинијана прима на Охрид и на цела Бугарија, и они го ставаат бугари, но они го допишале тоа, дека од бугарскиот народ. Па таму го поврзуваат со мизите, дека мизите се бугари, ама вели дека мизите го населиле целиот полуостров од Илирик ваму, нели, Дубровник, Драч, па околината на Солун, Тракија, Македонија, надоле се. Ние знаеме дека во Илирик, Далмација, бугари никопат не се населили, како и во Охрид што никопат бугари не се населиле, така што тоа отпаѓа. Ама авторите на житијата вели овој наш отец. Авторот е словен. И што вели овој наш отец, значи он индиректно кажува дека Климент е словен. Кој чувствува близко. И уочливо е кога бегаат од Моравија, кога дошле во Белград, денешен Белград, престолнината на Србија соседна, тогаш под бугарска власт. Се јавиле кој управникот на градот, на Боритакан. Тој ги примил и кога ги распрашал кои се, што се, како е, и од таму ги испратил кај кнезот Борис, бидејќи знал дека тој жедува за такви луѓе, ама вика ги испрати туѓинците кај кнезот Борис. Ако биле бугари не би ги нарекол туѓинци.
Ќе речел, наши луѓе ги испрати кај владетелот. Тој вели туѓинците. Ако забори такан што е бугарски управник на Белград, тие се туѓинци, значи не се бугари. Значи, тој е некаде од македонските простори. Не можете тогашното поимање, тие поими на државите, фактички ги изедначуваат со денешното народност или националност. Нема во средниот век националност, народност. Тоа е политоним, под еден политоним се подразбира се. Ромеи, Римска империја. Ние имаме од Англија па ваму до Иран, Ирак, сите се ромеи во Римската империја. Да. Без разлика дали се сирици, персици, македонци и така натаму. Особено во феудализмот имаме сосема други пропозиции. И денеска е така во некои држави. Соседна Грција, да речеме, сите се грци, нема националност. Ево соседна Бугарија, нема други, сите се бугари. Франција, сите се французи, има националности. Земите Соединените американски држави. Затоа што најпогрешно е денешниот вредносен систем да го пренесуваме во некој 10 век. Државата се вика така, ти имаш нејзино државјанство и он те представува како жител на таа држава. Оти националити во англискиот јазик е фактички државјанството, а не националност. И тука е сосема погрешно тоа што некој го зема името на државата и како име на народ. Како сега од Црното море горе, од делтата на Дунав, каде што дошле и 200.000 бугари да дошле во 681 година, па тие да ги расподелиш по цела Бугарија, денешно во секој град да оставиш по 10 луѓе, ќе се изгубат. А камоли па да ги населиш овде? И ако биле бугари, зошто овој прави компромис, Борис? Го воведува словенскиот јазик како службен јазик во Бугарија. Го заборава бугарскиот, го остава. Тие имаат писмо бугарите кога дошле тука на Балканот. Ама користат грчкото писмо во сите овие комуникации со Византија и со околниот свет. Сите надписи од средновековието што ги имаме. Само има 3 словенски надписи од Плиска и Преслав, и тоа од подоснежниот период. Од претходниот период сите се на грчки јазик. Климент е ученик кој што го следи својот учител, спомнавте, Методий. Тие се во таа група на ученици кои што учествуваат во Моравската мисија. Што се случува по смртта на Методий? Климент и во самото житие стои дека уште од мал се приврзал кон Методий и со своите очи ги видел сите негови дејности. Се предпоставува дека уште пред Моравската мисија учествувал во Хазарската мисија, кај хазарите, значи тоа е после рускиот продор до Цариград 860 година, мисијата е веќе 861 година, и дека учествувал во откривањето на мощите на римскиот папа Климент на Херсонес. Кирил ги нашол таму, ги зел и после ги однел во Рим. И затоа базиликата Сан Клименте во Рим е посветена на тој папа. И од тука, наводно, по тој светец, и он го зел после монашкото име Климент. Таа Моравска мисија, иако сега сака тоа да го заташкаат соседите наши бугарите, е антибугарска. Од 50-тите години постои германско-бугарски сојуз против Моравија и против Византија. Значи, и Византија да парира на тој договор, склучува договор со Моравскиот кнез. И тука затоа ги испраќа како мисионери таму, демек да го шират христијанството на словенски јазик. Таму го шириле германски свештеници на германски јазик. А бугарите барале покрстување, христијанството кај нив да се покрстат по западен образец, односно германците да ги покрстат. Во тоа не успеале. Византија со испраќањето на Кирил и Методий со учениците во Моравија фактички го спречи тој сојуз. 863 тие заминале за Моравија. Веќе 864 Борис се повлекува тој сојуз, исклучува мировен договор со Византија кога одлучил да се покрсти и да го прими името Михаил по Михаил Борис Михаил, како што го среќаваме најчесто. Климент и Наум веќе се посведочени со сигурност во Моравската мисија, заедно со Кирил и Методий, тие присуствуваат во Рим, кај папата. Иако повикани од Никола, веќе кога стигнале, Никола е мртов, Адријан II ги прими. И кажува таму дека посветени се словенските книги и од овие учениците на Методий, на Кирил и Методий, меѓу кои Климент и Наум биле посветени за свеченици.
Значи, они се присутни во Рим. Тука во Рим завршува византиската мисионерска работа на Кирил и Методий, нивните ученици. Значи, до тука самиот папа вика, кога овие моравците и панонците побарале Методија да им го прати за архиепископ, папата Адрин II вика, вие побаравте порано и од нашата света столица и од царот Михаил да ви се испрата свештеници, кога ние тоа што на него направивме, еве сега нашиот брат Методий ви го праќаме за архиепископ. Значи, најверојатно тогаш, кога Методий е назначен за архиепископ на Моравија и на Панонија, Климент го добива епископскиот чин. Значи, он е назначен за епископ. Не може да имате архиепископија без епископија. Мора да има. Значи, хиерархиски, црквата за да биде исполнето онаа сето, он е назначен за епископ на стариот Илирик. Бидејќи дел од Балканот, поголем дел од Балканот бил под ингеренциите на папата. Границата е реката Искар во Бугарија, западно од Софија тече, иде од кај Трајаната порта, значи таа е границата, разграничувањето уште во 5 век, нели, со формирањето на Солунскиот папски викаријат 412, па и формирањето на Јустинијана Прима, тие територии источно од Искар се фактички она бугарска црква што Византија призна и што била ставена под јурисдикција на царират. Овие територии навака биле под Рим. И Борис немало што да прави. И кога тие дошле кај него, он знаел тие со што доаѓаат. Сега, немал можности, он притиснат од византиските свештеници во престолнината, не можел да го остави Климент за епископ таму. Го праќа наводно за учител во Кутмичевица. Во крајните граници. И тука има грешки во нашата историографија, дека некој вика он избегал од таму поради тоа што овие не сакале глаголицата да ја прифатат. Не може да избегаш, пак си во таа држава. Неко тие краишта се најблиску до Рим. И тука ингеренциите на Рим се присутни. Борис бил свесен за тоа. На него му треба и Рим, му треба и Цариград, ама му треба и Рим. Затоа што иако се покрсту од Византија, иако 869-870 на соборот Бугарската црква е ставена под јурисдикција на Цариградската. Веќе 876-878 Борис праќа писма до Јован VIII папата и бара совети како понатаму да се спроведува покрстувањето во неговата држава. Тој вика, страпете се, ќе ви пратиме нови подобрени закони. Од кај нас доаѓаат добрите закони. Значи, таа кореспонденција имаме. Тие писма на римските папи во односите со Борис ги имаме. Значи, Борис морал да лавири со тие. Еден поголем дел од неговата држава бил по јурисдикција на папата. И он морал него да го постави тука. И сега тука, покрај ова што е учителската дејност, тука се измешува на просветната дејност, го имаме, они сите викат дека он дошол тука да ги покрстува. Тука христијанството веќе од 4 век постои. Ние ги имаме базиликите и во Охрид, и на Плаушник се откри, и Свети Еразмо ваму се откри, Свети Еразмо е од 4 век, почетокот на 4 век. Значи, христијанството овде постоело. Учител во византиската терминологија значи човек што добро го познава Светото писмо. Дури имало посебни ранг, учител за Евангелијата, учител за апостолите, учител за Новиот Завет. Се предпоставува дека Климент бил учител за Евангелијата и за апостолот. Зошто? Уште во Рим, кога Методий е испратен за архиепископ во Моравија и Панонија, папата Адриан напиша многу убаво во писмото: ве молам само да спазувате една работа. Евангелијето и апостолот прво да се читаат на римски, значи на латински, па после на словенски јазик. Добро утро, Македонија. Значи, штом рекол тоа, Евангелието и апостолот, значи Климент веќе бил запознат со тие работи. Он одлично го познавал тоа. Од тука и значењето на Охридската книжевна школа. Од тука е таа книжевна школа, треба да се создадат нови луѓе кои ќе се запознаат и да се напише литургиите. Многу од тие негови дела се настанати во Охрид.
Они преводите ги завршија во Моравија горе, некои однесоа преводи од тука, ама некои таму ги направи. Другите кои се врати овде во Охрид се направи. Затоа е значењето на таа Охридска книжевна школа или Охридски универзитет. Вие ми донесовте неколку книги, еве јас ќе го покажам насловот. Тоа е како еден дел од продукцијата наша историографијата, историографијата за делото на Климент. Има уште Климент Охридски и школата на хуманизмот ја имаме. Ја имате исто така ова е студии. Климент Охридски студии од 96-та година и најновото го ова е во организација на МАНУ и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Симпозијот се одржа во МАНУ и еве го милениумското зрачење на Свети Климент Охридски. Не значење, зрачење, он зрачи. Он уште зрачи, он уште го чува Охрид, ноќе бдее над Охрид и така натаму. Често пати среќаваме некои чудни формулации, дека учениците на Кирил и Методи, поточно Климент и Наум, се оние кои што го создаваат писменоста, односно глаголицата и кирилицата. Сретнав една таква необична формулација и затоа ви ја поставувам како прашање, дали може такво нешто да постои, бидејќи знаеме колку се верни на Кирило-методиевската традиција, особено Климент и Наум. Видете, тоа прашање кај нас долго време беше камен на сопнување. Уште во комунизмот имаше луѓе што тврдеа дека кирилицата е постаро писмо од глаголицата, дека Кирил не ја создал кирилицата, па се одеше кон тоа дека глаголицата е писмото што го создал Кирил, што и јас го делам тоа мислење, мислам дека се во право, ама во житието на Климент стои дека тој измислил нови форми на буквите. Тој податок се земаше дека он ја преправила збуката и во чест на својот учител ја нарекол кирилица. Не е точно. Значи, точно е дека он измислил нови форми на буквите. Првата азбука на она глаголицата е аглеста азбука. Буквите се под агол напишени, сите се аглести. Аглеста глаголица сега. Аглеста глаголица ја има и во Босна и во Хрватска, дури таму е цело време Башчанската плоча, таму е аглестата. Кај нас во Македонија само постои и облата глаголица. Творец на таа обла глаголица е Климент. Значи тој никој пат не се откаже од глаголицата, на што сведочат има и неколку глаголски надписи во манастирот Свети Наум во Охрид, додуша другите се уништени, а има нешто што ни уништија. Почетокот на 11 век го имаме Охридското Асеманово Евангелие, кое што целото е на глаголица. Во Бугарија немаме ни еден текст на глаголица. Значи, тоа е тука, ова е центарот на словенската писменост. Таа промена на формите на буквите е тоа. Има минимална разлика, значи наместо да биде горе триаголник, он го става круг. Да полесно за пишување, да не се толку мачат децата, нели, да го пишуваат. Ова е поупростено малку. Кирилицата која погледнете и денеска, она е 90% грчкото уставно писмо, иако и тоа е условно, чие е па грчкото писмо. Еден дел кај нас има историчари и квази историчари што сметат дека кирилицата е старомакедонското којне писмо. Ама за тоа треба да имаме доказ. Немаме доказ. Немам доказ и не можам да тврдам 100% дека е така. Точно има еден надпис на една пирамида во Египет, каде што пишува склави, дека ја изградиле робовите. Склавите се робови. Латински назив за робот е склав. Има во Ерменија една црква од времето на Јустинијан, откриен мозаик, и тамо месец декември е напишан на кирилица. Значи, таа постоела пред Кирил и Методи. Сега, бугарите тврдат дека она е создадена, почнал Климент да ја создава, ама е завршена по смртта на Климент во Бугарија. Јас не верувам, бидејќи
Симеон, кој се прогласил за цар на бугарите, без дозвола на Византија, тамо некаде 916-17, најден е негов печат, на грчки е. Базилеус Булгарното и на ромеите, на бугарите на ромеите. Со Петар е подпишан договорот на грчки. Никаде го немаме. Дури од времето на бугарскиот цар Петар, веќе ние не знаеме што е со таа словенска епископија. После Климент се споменува само Марко како епископ. И после него никој. Едноставно, Некое замирање, некое... значи, ја нема дали се вклопила во склопот на другите или била едноставно затворена, распределени свештениците веќе и овие, ама тоа малку покасно ќе се случи дури во времето на Василие, кога тој ќе ги ликвидира сите овде, ќе ги врати старите називи на епископите, словенските имиња ќе ги избрише, нема веќе Брегалничка епископија, нема Струмичка, ги враќа епископија на Тевириопол, на Баргала, а она е во Мородвис, седиштето, значи старите имиња ги враќа, никаде не се споменува Велика и Дренвица. Да. Значи, ги нема во тој список. Како, дали да се исплашија од тоа словенското име, што укажува дека ова сепак било антибугарско дејство тука, штом Петар не ја продолжил таа традиција. Он издействува неговата патриаршија да се признае. Ама ти што имаш патриаршија, треба да имаш и архиепископија, да имаш и епископија. Да. Има еден бугарски историчар што тврди дека Климент едно време бил архиепископ на Охрид. Ние таков податок немаме. Немаме. Значи, тоа е, како да кажам, како ја сега да кажам, не бе, Брегалнички архиепископ бил. И тоа да важи. Не важи. Това е многу години од тогаш. Прво, нивниот живот и дејноста е втора половина на 9 век, првата половина на 10 век, а житијата са Теофилак Охридски е крајот на 11 век. Значи 200 години после нив он пишува житија. А ке можеше ли дејноста на Климент во Охрид, во целата таа област Охридска, Кутмичевица ја имам во предвид, да има успех доколку не беше поддршката на народот или не постоеше таа синхронизација меѓу народот и Климент. Тоа го земаат и руските историчари и некои други да докажат дека Климент потекнувал од тие простори тука. Русите и ден денеска викат писменоста, словенската писменост во Европа дојде од Солун, од Македонија. Што е точно, Кирил Методи се од Солуњани. Убаво и Михаил Трети вика, вие сте Солуњани. Македонски град е во изворите. Сите Солуњани чисто словенски зборува. Значи, ако византискиот император тоа го кажува, значи тоа е точно. Ама кој му е аѓутант на Михаил Трети тогаш? Неговиот интимен другар и подоцна убиец Василиј I, да. Македонец. Да. Дури, јас му да реков на еден. Македонец дека не е во современа смисла. Како не е? Јас ќе го терам тоа. Ако може во бугарска смисла сите да бидат бугари, значи Тракија е наша, тоа е Македонец од околината на Одрин. Значи Македонија се простира до таму. Да, географски ако го определуваме. Ако идеме по бугарската логика. По бугарската логика што не ни нашата територија е таму. Дури со темите да објасниме јас со темите. Јас размислувам, ама треба да се најдат докази дали глаголицата не е старомакедонското писмо. Ама немаме зачувано ништо бе од тоа пусто, доста неколку глоси имаме, врз база на тие неколку глоси не можеме да дадеме суд. Се спомнуваат 3500 ученици кои поминале низ Охридската книжевна школа. Можно е, бидејќи за 7 години зашто да не помина толку? Од 886 до 893 е тој учител. Тоа е нешто авангардно во тоа време и на тој простор. Да. И сега ти не можеш да ја земеш дека да ја споредиш таа школа со денешните школи, дека учениците ти ги затвараш тука во ова училница и нив тука ги учиш. Тој си одел по манастирите, по црквите, се собирале таму и ги обучувал луѓето. Да. И се движел меѓу народот. Па се движел меѓу народот, сите тие се негови ученици. Одгледувал овошки и им кажувал на луѓето како да одгледуваат земјоделие. Сега тука со ова калемењето на овошките, што некој го викаше дека ето се занимала со земјоделие,
Сметаат руските историчари дека ова има преносно значење, дека на овие неписмените ги описменувал. метафорично. Значи на дивите овошки он калеми нови родни овошки ги вовел во христијанството, ги научил Светото писмо и така создал нови овошки. Дека тоа така треба да се толкува. Христијанството е малку тешко, апологијата негова да ги извлече сите тие. Затоа ви реков, учителите биле оние големи познавачи на Евангелието и на апостолите, тие можеле да го толкуваат. Ние кога израснавме во еден систем каде што многу малку се зборуваше за христијанството. Ние не припаѓаме на тој свет во феудализмот, тоа си е сосема христијанството си е посебна идеологија, начин на живење. Он на сите вика, браќи и сестри, дојдете, вика дека имаше и деца и возрастни. На едни, вика, им покажуваше рацете да знаат да ги пишуваат буквите, на други ги учеше како да ја отварат устата да ги изговорат буквите. Рачунете, немате јавни средства, немате телевизии, немате вестници, нема од каде да се чуе. Се што можете да чуете, ќе чуете во црквата или некој евака ако дојде да ве посети дома. Се оди пеш и се оди со запречни коли, со коњи, со магариња. Да, и се проповеда тука во тоа село, ќе се соберат во тоа село колку има 50 деца, 50 души ќе го прашуваат, може да остане тука еден месец, па ќе оди во друго село. Ќе се соберат толку луѓе да поминат низ него, да им ги покаже основите на Светото писмо. Има некои од нив што ја завршиле целосно таа обука, он што ја правел, и после станале свештеници. Марко, ние не знаеме дали Марко, неговиот наследник, дошол од Моравија или е тука. Се предпоставува дека тука од девол бил човекот роден. И дека он тука се приклучил на Климент и на Наум и тука ги поминал сите тие степеници на образованието и дошол до епископ после Климент. Кога починал Климент 916 година, он го наследил. Ама до кога не знаеме. Дали до 927 или е до кога, не знаеме, бидејќи потоа се губат трагите на таа епископија, ја нема во изворите. Вие спомнавте дека донесовте примерок да го видиме тоа старобугарско писмо. Па да, они викаат сега, прво да го објаснам тоа, после учителската дејност, 893-та, бугарите држат до тоа дека ето се создава, Борис сакал да ги обедини бугарите со словените, да ги сближи тие два етноси и барал разумен компромис, што би рекол еден наш бивш председател. И тој разумен компромис го видел во тоа што државата да продолжи да се вика Бугарија, ама јазикот и писмото да бидат словенски. Тој собор е одржан 893-та, иако е хипотетички, некој вика дека се одржани 3 собори, некој вика дека е еден. Целта било да се пренесе правото на наследство од првородениот син на другиот син, бидејќи Владимир се вратил, Борисот како абдицирал 889-та, сину Владимир сака да се врати во паганството. Да. И сега за да може он да го пренесе власта на Симеон, треба собор. Да се одржи. Додека ние разговараме, само не знам дали режијата успеа да го отвори документот со вашите Тоа е старобугарско писмо, го имам таму, го гледам, може. Тоа е старобугарското писмо од Аспаруховите и Кубировите бугари, кое што сега они го заборавија, има 2-3 само познавачи во Бугарија на ова, мислам дека веќе уште еден остана, другите веќе никој не го знае, а го прифатија словенското за свој и сега словенското писмо го прикажуваат како старобугарско. И јазикот старобугарски, што нема врска со ова. Да. Значењето, кажавме дека на Климент е особено значено, а особено што влијае на тој поширок простор, нели, во македонската средина. Дури мислам дека не би сгрешиле ако кажеме дека на некој начин влијае на една политичка, религиозна, културна само опфатеност на тоа население, па кое што би се градело со еден посебен идентитет, бидејќи она што следи и во блиската временска рамка, мислам дека оди на таа линија, дека влијае на создавање на некој посебен
да речем, политички, религиозен, културен идентитет. Па мислам дека на најмногу на тој културниот и религиозниот идентитет влијае, ако ги земеме историските случувања после тоа. Да. Ви Само да прашам, вие овдека имате статија во овој зборник? Да. И се Европската однесува? димензија на Климентовото дело, дека не е само локален деец, туку дека неговото е општо европско дело, не е само просветно и политичко е. Значи, ваму за склучување договор со тоа, во кај Хазарите имаме размена на заробеници, значи и мировна дејност има. Да. А пред него Кирил оди кај сарацените и тамо разменува заробеници во таа сараценската мисија. И во Моравија тоа има, значи, и политичка и мировна мисија, покрај онаа црковната. А традицијата ова најмногу се гледа во подоцнежната црковна организација на овие простори. Ви реков дека после смртта на Симеон, после Климент го имаме само Марко и потоа не се споменува никој. Иако во документите стои дека 927 година со мировниот договор меѓу Петар и Византија, Роман Лакапин, нели, е признаета бугарската патриаршија. Денеска има дури и бугарски некои историчари, што ги среќавам, кои што не се согласуваат дека Бугарија имала самостојна црква. Како аргумент за тоа ги земаат писмата на цариградскиот патриарх Теофилак до бугарскиот цар Петар, кога го поучува како да се справи со богомилите. Сега, ако цариградскиот патриарх пишува писмо, би требало да го испрати до бугарскиот патриарх. Да. Значи, црквата треба, тоа е еретичко движење. А он му пишува на бугарскиот владетел. Што фрла сенка врз тоа каков е статусот на таа бугарска црква. И рековме дека ја нема после. Ама, што се случува после востанието на комитополите, кое што востание се случува токму на тие територии Кутмичевица. Да. Охридско-Деволско-Преспанските Климентовата територија. Фактички на Климентовата територија. На епископијата, дури еден полски историчар, вели дека тие, ние што ги викаме комитати, фактички биле црковни области. Еднакви на епископатите. Една епископија. И, може би не случајно, таму се крена тоа востание. И кога 971, а нели Јован Цимиски ги однесе Борис и Роман во Цариград, круната ја однесе бугарска, ликвидира бугарската држава, ја укинали бугарската патриаршија. Сега бугарите се фаќаат на тоа, ама патриархот шетал од град во град и после пак станал патриарх. Еднаш, кога ќе ти уништат патриаршията, ти не можеш да бидеш... Штом се земе достоинството? Да, треба некој да те назначи после за патриарх. Да. Најверојатно, бидејќи баш тие територии каде што било дејноста на Климент Охридски, влегле во составот на Самуиловата држава, можно е тие епископи, сите што влегле тука, самите да се избрале еден од нив за поглавар, за врховен. Дали го нарекле архиепископ или патриарх, тоа е друго прашање. А може ли самиот Самуил да рече на еден од нив, ти ќе бидеш главниот и ќе ги организираш? Не ги престолите на сите тие епископи на островот Ахил, во црквата Свети Ахил. Самуил е изградил 985 година после заземањето на Лариса, ги донел моштите од Лариса на Свети Ахил и тука е изградил таа престолна црква. Тука се одржувале црковните собори и во време на Охридската архиепископија 11 и 12 век. Црквата е уништена крајот на 11 век, тамо кај норманите ја уништена, бидејќи сега се најдоа и некои турски монети внатре каде што се откри онај гробот на моштите каде што се на Свети Ахил, се претпоставува дека целосно е уништена дури во времето на турското владење. Значи веќе 14 век. Да, крајот на 14-15 век. Најдени се две монети од турскиот период. Може да се донесени од страна па фрлени тука или изгубени. Ама па најдени се затрупани внатре, каде што е долго време се мислеше таа надгорна плоча дека од гробот на Самуил. Не. Таа надгорна плоча со тие источни мотиви, со на едно грбата камила, со соколот што ја колва грбката и така кипарисите, тоа е гробот на моштите на Свети Ахил.
Самуилот не може световно лице таму да се погребе. Гробот на Самуил е надвор, 4 гроба се откриени. На едното има траги, они хоризонтални дупки, значи излебени. Најверојатно може би со златни букви да го пишувало името на царот и кој ги нема, тоа норманите го плячкале. Ама таму е најден тој скелетот со онаа црвената свилена ткаенина околу појасот, што некои викат дека тоа е од Василий II, што го он заробил кај Ихтима неговиот шатор, а одликата на таа црвена ткаенина е на византиските владетели. И може да е тоа гробот на Самуил. Ако е тоа кажува многу. Значи, не е внатре неговиот гроб е надвор. Во припрадата, надворот, тоа не може да биде таму близу до олтарот. Там може само на светец да биде мирото и е најдено едно шишенце така како ампула, кој што мириса на свето миро. Има некои надписи што уште не се прочитани, тоа одолово направено и измешани се буквите, знаците, се уште не е онај Муцопулос не ги протолкува, но важно ги објави. Ги имаме како фотографии. И тука се гледа влијанието, бидејќи и Самуил, седиштето на неговата црква во почетокот е во Преспа, не е во Охрид. Што имаме и записи дека првиот тука Герман или Гаврил, некој го така кажува, други, он резидира во Преспа и Филип е во Преспа со сигурност. Некој смета дека при крајот Самуил пренел во Охрид седиштето на црквата и на државата, ама јас тоа се сомневам, бидејќи последниот наследник на Самуил, Јован Владислав, го убива, го убива зетот на Самуил, Јован Владимир Дуклјанскиот во Преспа. Убаво кажано, во вика местото наречено Преспа. Значи не во Охрид, во Преспа. Значи Јован Владислав уште резидирал во Преспа. Така што тоа со Охрид малку мене ми изгледа како изнасилено дека престолнината била пренесена. Теофилакт Охридски пишува, ама Теофилакт Охридски, тогај Охрид е метропола на темата Бугарија. Седиштето на таа тема е таму, Катепанат или тема Бугарија и црковното седиште. Овој за да ја уништи традицијата на Самуиловата црква, уништи се и постави нов архиепископ, ама со седиште во Охрид, а не во Преспа. Да ги измисти работите од местото. Сепак, значи, ние одбележуваме една значајна личност, која што сепак има оставено сериозни траги. Да, и патрон на нашата црква. Патрон на нашата црква. Денеска ние сме Свети Климентова црква. Така е. За крај, што ќе истакнеме од значењето, од она што македонската историографија треба да го има како првична вредност? Па јас искрено да ви кажам, малку сум разочаран од тоа, иако се напишани зборници многу, повеќе се од книжевници него од историчари, а тука и црковните историчари малку, освен овај Јован Белчевски, друг скоро речиси за Климент ништо не пишува. Треба малку повеќе. Они малку се плашат од тоа што викам дека кога дошол Климент тука дошол под ингеренција на папата, вика сега нас католици ли ке не правиш? Да кажеме дека во тоа време црквата е иста. Единствена, не е поделена. Имало опасност да се подели 861-868 кога ради изборот на Фотие, тргањето на Игнатие, ама со одењето на со смртта на Михаел III и со одењето на Кирил Методи во Рим, тоа се заташка и остана црквата единствена до 1054 година. Така што тука нема никаква шизма, а и да се разбереме, и Самуил го владее Драч, владее Дуклја, тие биле под Рим. Он морал да лавира, да се прилагоди кон Рим, а и не може да очекува од цариот дека ќе го признаат за цар. Мора со папата да соработува. Интересна е преписката од подоцнежните времења каде што папата вика дека и бугарскиот цар Петар добил круна од Рим. А ние сите учиме дека од Цариград му ја признале царската круна.
Кој знае, може би од ми е испратена, а од цариград му ја признали. Но се уште останува да се истражува, да. Спорот меѓу Рим и Константинопол е за тоа. Константинопол не е старо црковно седиште. Вика, не е седиште на апостолите. Они после измислија една приказна дека тука престовил апостолот Андри и дека они се негови наследници или тамо тие 72 што ги набројува подоцнежни апостоли, а Рим е на Петар, се знае, првиот ученик на најзначајниот ученик на Христос е Петар. Он е патронот на Римската црква. Како ви делува она забелешка во комисијата каде што треба да не се спомнува многу дејноста на апостолот Павле во контекст на охридскиве Па не теми? треба да се споменува, бидејќи тогаш бугарите ги нема тука. Да беа тука бугарите, ќе го споменуваат. Дури сега некои од нив настојува да кажат дека неговото патување не било во Македонија, туку било во Тракија, во денешна Бугарија. Аха. Што е на крај на памет. Значи, убаво е се прикажани тие патувања во Солун и така натаму. Сега на тоа, значи се иде на тоа да се уништи се што е македонско, од античко наваму, за да не направат дека сме ние новокомпонирана нација од 45-та година наваму. Но сепак ние го имаме Свети Климент Охридски. Значи не треба никој да се плаши од тоа. Некако и Европската унија, па и американците се плашат од самото име Македонија, од сенката на Александар Македонски. Иако еве има, читам сега и по порталите, и германски научници, и американски, докажуваат дека Александар Македонски не бил никаков грк, па го имаме ние Демостен. Во неговите говори во Филипиките, дури вика, дури него нарекува варварин. Куга македонска го нарекува, болест македонска, вика, таа земја не можеше на времето ни честен роб да купиш. Забележувате дека се помалку се спомнува дека Охридската книжевна школа, нели честопати ние во некое друго време спомнувавме дека е прв словенски универзитет. Точно 200 години пред Болоња. Да, и тоа некако како да оди во некоја заднина во моментов. Дали нема, Европа не може да ти призна дека ти си имала пред нив универзитет. Болоња 200 години после Охридската книжевна школа и сега ние сите одиме по Болоња, Болонска декларација и сега според неа го прилагодуваме високото образование. А ние овде сме имале 200 години пред тоа универзитет. Да. Ама не ни дава да кажеме еве Охридската школа и Охридската декларација. Немаме такво. Да идеме по тие принципи како го концепирал образованието Климент, па и ние така да го концепираме. Ние идеме по Болоња. Да. Во секој случај, значајна личност, историска, особено за нашиот македонски духовен, културен и историски идентитет, професор Александар, јас ви благодарам за учеството и ќе се видиме во некоја наредна прилика. Да сме живи и здрави со благослов на Свети Климент. Амин. Да дочекаме да го шириме неговото дело и понатаму. Така и треба. Да задоиме уште многу млади после нас, ние веќе старееме, некако каде што ние застанавме, тие да продолжат. Така е. Секој е добро, драги гледачи, и до идната емисија со нова тема. Пријатно.